моје задоволство и оно што сме информирани денес и од изведувачите и од надзорот, имаме сериозна динамика на активности која што очекуваме дека ќе продолжи согласно и временските услови кои што ни овозможуваат сега да се работи. Така да согласно таа динамика очекувам дека во најбрз временски период ќе биде комплетно патот изгребан и целосно асфалтиран. Согласно роковите кои што си ги има, изведувачот сигурно ќе ги заврши, ние очекуваме драстично порано тоа да се случи. Овој пат беше во многу лоша состојба, тоа го знаат сите граѓани кои што движат по овој пат, посебно во делот на Пелагонискиот регион. Така да сметаме дека во најмала рака ќе ублажиме дел од она, бидејќи очекуваме во овој период да продолжи изградбата на експресниот пат од Градско до Прилеп, така да ќе направиме одредено ублажување на тие состојби. Исто така сакам да соопштам дека паралелно со рехабилитацијата на овој пат ќе продолжи рехабилитација и реконструкција на патот од Фариш до Прилеп, тоа се некаде околу 19 километри. Очекуваме тоа согласно програмата на ЕПД па некаде крајот на март во април месец да биде тендерирано и да продолжи таа реконструкција и рехабилитација, така да и овој пат кој што е во моментот во ваква состојба каква што ќе биде целосно реконструиран и саниран, се со цел да се ублажи состојбата, се развива до моментот на изградбата на патот од Градско до Прилеп, поточно оваа делница која што во моментов ради арбитражата застаната од Фариш до Дреново. Така да моите очекувања се согласно сите проекти кои што ги имаме и преку Министерството за транспорт и врски и преку општина Прилеп и посебно преку јавното предпријатие за државни патишта да апсолутно имаме голема силна градежна офанзива. Тоа го возможија и временските услови. 2019 имавме одлична реализација на капиталните инвестиции и во Министерството и во ЈПДП, така да уште посилно ќе се работи во овој дел. Посебно сакам да ја нагласам и имплементацијата на проектот за локални патишта, која што е преку Министерството за транспорт и врски од 70 милиони евра. Општина Прилеп ќе добие 1.250.000 евра преку санација на локални патишта и улици. Значи некаде околу 70 милиони евра ќе добијат 80 општини плюс градот Скопје. Во меѓувреме дадена е проектна задача на градежен факултет да се сработи автопатско решение од Прилеп до Битола. После тоа, кога ќе го сработат градежниот факултет проектната задача, ќе се стави на тендер за проектирање. Во меѓувреме завршува некаде, мислам, јуни месец проектирањето кој од минатата година е започнато за обиколница на Битола и експресен пат до Меджитлија. Добар ден и од мене. Јас сакам да се заблагодарам на Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта за рехабилитацијата на овој пат од Дреново до Фариш, каде што беше рак рана, мислам, за Прилепчани и за сите овие општини што гравитираат во Пелагонискиот регион. Мислам дека ќе добиеме едно од безбедносен аспект, а и од временскиот аспект, каде што граѓаните се побрзо ќе пристигнуваат во Скопје и назад. Мислам дека во ова градежна офанзива што има најавено Министерството и јавното предпријатие за државни патишта, во тој контекст и општина Прилеп, мислам дека апсолутно исто така сме во една градежна офанзива, завршени сите тендери за рехабилитација на улиците во Прилеп, за реконструкцијата на улиците во Прилеп. Значи станува збор за рехабилитација на околу 12 километри што треба да се направат во текот на март месец април. Рехабилитација од прилика околу 8,5 километри. Бекатон плочки ќе се редат 10.000 квадрати, тампонирање имаме неколку илјади квадрати на располагање во текот на наредниве месеци и секако нивелирањето на шахти што во Прилеп доста години не е тоа направено. Мислам дека во тек на овие 2-3 месеци сето тоа ќе го направиме во интерес на граѓаните на општина Прилеп.